Во минатото, за ваша информација, во периодот кога и делот на обработка на дрво и изработка на мебел беше дел од Шумарскиот факултет, имавте на вашиот факултет уште повеќе предмети кои што беа држани од професори од архитектонскиот и тогаш се слушаше нешто што мислам дека и сега требаше да остане, и елементи на проектирање и архитектонски конструкции и материјали и особено внатрешна архитектура. Кога се издвои овој факултет, некако таму продолжи таа линија, да кажам, на знаење и вештини. Ете, тоа е интересно. Мислам дека тоа веќе го начнавме кога го правивме подкастот со градежен факултет за тие, да речам, недоразбирања. Тие рекоа дека имаат често студенти кои сакале да се запишат на архитектонски факултет, не успеале да влезат во квотата, па дошле на градежен мислејќи дека тоа е нешто барем слично. Тоа е слично, ама е сепак, би рекол, далечно. Вие ќе ми објасните повеќе секако. И тоа се тие недоразбирања, на пример, исто мислам дека го има тоа за архитектонскиот факултет, а тоа не се знае точно која е улогата на архитектите. Обично си замислуваме дека тие се оние кои ја дизајнираат надворешноста на зградата, но еве се наоѓаме сега во еден простор, студентски културен центар, кој е идејно решение на студенти од архитектонски факултет. Така што би сакал повеќе да ми објасните за тоа. Еве, јас ќе почнам, пошто јас и почнувам во последните 5 години како декани со првиот час на новите студенти на архитектонскиот факултет, во кој што знаете како се обидувам тоа да им го објаснам, дека всушност кога ќе почнете да студирате архитектура, не се среќавате само со технички знаења и вештини кои што секако ги има. Ние сме инженери, туку и ви се менува начинот на гледање на светот. Зошто? Затоа што почнувате да го разбирате просторот и општеството околу вас и да го гледате низ поинаква призма. И всушност веднаш после прва година им ветувам на нашите студенти дека секако светот, односно секојдневието, кога патуваат од сопствениот дом до факултет или од својот град до Скопје, дека ќе го гледаат поинаку. Зашто е тоа така? Затоа што архитектите во суштина ги изучуваат инженерските вештини и знаења. Ние работиме со градежните материјали, меѓутоа работиме за да создадеме простор. Значи, објектите се инструментот преку кој што ние создаваме простор и уште повеќе создаваме просторни искуства. Така да архитектите далеку дека само создаваат некаква, дизајнираат, обликуваат фасади или па дури ни само внатрешен простор, туку прават една комплексна синергија на различните аспекти на просторот во кој што живееме и всушност работат, создаваат нови искуства на луѓето за кои што проектираат. И тоа не е едноставно. Затоа и студиите по архитектура се долготрајни. Тие траат 5 години. Затоа студиите по архитектура се комплексни, мултидисциплинарни. Ние во нашата студиска програма имаме и предавачи од другите области, од други дисциплини, за да можеме да ја согледаме комплексноста на контекстот во кој што работиме. Затоа се изучува и естетика, се изучува дел од филозофијата, се изучува социологијата еден дел, секако поврзана нели со аспектите на архитектурата. Меѓутоа во суштина сите тие различни знаења и вештини, се разбира инженерските предмети кои што се поврзани со техничкиот дел на струката, но исто така фотографија, исто така монтажа, исто така низа други предмети од други факултети, од УКИМ, кои што ни овозможуваат всушност да ги подготвиме нашите студенти за една таква комплексна задача. Така. Да, мислам дека кај нас потешко се разбира тоа заради би рекол нискиот стандард нормално на целото општество, нели знаеме градбите не се усогласени, целиот изглед е малку измешан. Општо вака би рекол дека Скопје нема некој воедначен
изглед, кога ќе ни текне Скопје, немаме некој стил кој не потсеќа, што не е пример за другите, да речеме, европски метрополи. Сега кога зборувавте, на пример, се сетив дека имаше нели една информација за градбите во Љубљана, дека им било забрането не само да се шири Љубљана, туку и да се менуваат надворешните елементи на фасадите, не знам, и да сакаш да смениш, на пример, некој прозорец, мора тоа да биде во соодветен стил со малото во кое се наоѓаш, така што се согледува дека тие општества ги почитуваат тие стилови, тие еднакви, да речам, изгледи на урбаните средини. Да. Зошто се запиша ти на архитектонски факултет? Тоа е многу интересно прашање. За мене лично највеќе ме одлучи тоа што овој факултет е спој од уметност и од наука. Најпрво, кај што имаме можност да се изразиме креативно, а воедно и да имаме можност да оставиме нешто зад себе. Друга главна карактеристика зашто е дека, за разлика од уметноста, ние имаме главна улога каде што зависи човекот како ќе се однесува во тие објекти, односно психологијата на човекот е многу важна тука. И од зависност од тоа како дизајнираме просторот, така и еден начин ќе предизвикаме емоција или чувство на човекот. Со тоа што ние може да влијаеме од тоа колку квалитетно ќе спие, колку продуктивно ќе работи во работни зони, секојдневно се соочуваме со архитектурата без разлика дали ние тоа го приметуваме или не. Така да тоа ми беше од главните причини кои што сакав да бидам вклучена во архитектурата. Така. Кои насоки постојат на додипломските студии? Сега вака, малку е специфично во контекстот на тоа што почнав да го објаснувам. Архитектурата, односно архитектонската професија е една од ретките регулирани професии. Тоа значи дека таа е регулирана во смисла и во Европската Унија со директивата на Европската комисија, преку директивата која што определува всушност за да вие да бидете препознаени, да сте регистрирани како архитект, мора да поминете низ образовен процес кој што вклучува одреден тип на знаење и вештини. Значи, тие се пропишани. И затоа еден архитект, кога ќе заврши, тоа значи дека тој поминал низ процес на обука, процес на образование, во кој што биле вклучени разбирањето на просторот, историјата на архитектурата и уметноста, цртањето, знаењето за конструкциите и техничките елементи и детали на објектот, архитектонското проектирање, урбанизмот, заштитата на културно наследство и така натаму. Токму заради тоа, архитектонскиот факултет во овој момент има само една студиска програма, и потоа сме специфични да кажам, од 5 годишни интегрирани студии од прв и втор циклус. Тоа значи дека за да станете архитект, треба минимум 5 години да студирате, да се стекнете со 300 кредити, за потоа, бидејќи е регулирана професија и поради тоа постои комората на овластени архитекти и овластени инженери учесници во градбата, да после одреден број години на практично искуство можете да се стекнете со овластување кое што ви овозможува да влезете во професија и како одговорен архитект-проектант. Така. Ова мал дел од професионалците, за жал, и инженерите, и особено колегите кои што се во комората го знаат, меѓутоа тоа е основата и причината зашто ние имаме комора, а причината е дека како регулирана професија, се знаете, регулирани професии се неколку професии. Значи, например, медицинските доктори, стоматолозите, правниците се регулирана професија заедно со архитектите, односно професии чии што делување има директно влијание на животот на луѓето. Се разбира, во Европската Унија тенденцијата е сите професии да се регулираат, односно да се пропише, да се стандардизира кои се знаењата и вештините кои што треба да бидат совладени во одредена дисциплина, односно во одредена област, со цел да имаме споредливи, како што и наведува кредит трансфер системот, да имаме споредливи
студиски програми кои што ќе ни овозможат и поголема мобилност. Така. Ете, убаво ја споменавте мобилност. Каква е соработката на архитектонскиот факултет со тие Еразмус програми, со странски факултети? Да, архитектонскиот факултет полага исклучиво големо внимание на меѓународните проекти и меѓународната соработка. Се разбира во контекстот во кој што функционира високото образование, успеваме да подготвиме и да учествуваме и да бидеме дел и да водиме проекти, научно-истражувачки проекти кои што се од сите, би рекол, линии на европските проекти за финансирање на научно-истражувачката работа, од би рекол од Europe for Citizens преку Creative Europe, Erasmus Plus програмата, па се до во минатото Хоризонт 2020, сега Хоризонт Европа. Полагам исклучиво големо внимание на научните проекти, меѓународните научни проекти, затоа што тие ни се единствениот начин преку кој што можеме да организираме научната работа и да ја финансираме на начин и со квалитет, би рекол, и стандарди кои што сакаме и ги негуваме на архитектонскиот факултет. При тоа мобилноста, особено на студентите, меѓутоа и на академскиот кадар, е утилизирана преку Erasmus Plus мобилностите, за кои што сега во наредниот период покрај основните програми кои што ги имаме договори за соработка со партнери од Erasmus Plus програмата, и тие се менуваат, знаете, имавме договори со универзитетот во Билбао, универзитетот во Торино, се уште имаме во Делфт, потоа во Германија и така натаму. Меѓутоа и се менуваат, имаме и нови. Некои старии се прекинуваат каде што и не постои толку интерес. Меѓутоа тоа што е за нас важно е дека сега се обидуваме да отвориме нови програми на мобилност, токму во Erasmus Plus програмата, кој што за жал на нашиот универзитет ги нема до сега, а тоа се тие кратки мобилности, односно Blended Intensive Programs, BIP програмите, кои што меѓу другото можат да се искористат и за третиот циклус, односно за докторантите, пошто ние имаме прв, втор, меѓутоа и трет циклус на студии, кој што го обновивме пред некои 3 години. Така. Ти си била ли корисник на некоја од овие програми? Па, за жал не сум била, но можам да кажам од нашиот факултет добри програми што се е летната школа. Тоа е некоја активност и работилница која што се одржува во летните периоди. Сум имала можност 2 пати да учествувам, еднашка онлайн, еднашка физички, можам да кажам дека тоа е некој извонредно искуство што го добив. Доаѓаат професори, односно надвор од други држави каде што ни предаваат, имаме различни теми и заедно работиме со студентите, значи јадеме, спиеме, дебатираме, се дружиме и воглавно на крај имаме и одредена изложба каде што ги презентираме решенијата и секоја година нели се менува темата од зависност од кој професор тој момент ќе ни предава. Воглавно имаме и студенти што и присуствуваат и надвор од други држави, така да имав можност да се запознаам со нивниот начин на како се едуцирани, на нивното размислување, различни култури, така да за сите што би се запишале и би сакале да учествуваат, топло го предложувам тој дел од летната школа. Денес бевте зафатени со отворениот ден. Денес баш е тој ден голем на универзитетот, кај што ги отвара нели вратите за идните студенти. Со тоа што архитектонскиот факултет всушност организира на крај на секој семестар така наречена изложба на архитектонски студија, во која што во целиот простор на факултетот ги изложуваме резултатите од работата во архитектонските и урбанистичките студија. И тоа е навистина пополне целиот простор со студентски проекти. Ги покануваме студентите, нивните пријатели, нивните семејства, ги покануваме нашите пријатели, колеги, постари, соработници и така натаму и од другите факултети и всушност на крај на секој семестар имаме отварање на таа изложба, каде што потоа после воведниот говор на деканот заедно шетаме низ сите простори во кои што секој од наставниците го објаснува
ја објаснува проектната задача, педагошкиот тим како работел, пристапот кој што и дел од студентите ги објаснуваат своите проекти. Тоа е исклучително добро и би рекол важно за потенцијалните студенти или идните студенти на архитектонски факултет, односно сите оние средношколци кои што се заинтересирани, а не знаат што и како се студира и работи на архитектонскиот факултет, ги поканувам, еве следната ќе биде во јуни, на нашата веб страница во календарот, мислам дека е веќе закажана, во моментов не го знам точниот датум, но секако ќе биде објавено и на нашата веб страна како најава, и ги поканувам сите што се заинтересирани и ентузијасти, не мора и студенти, нели се разбери од УКИМ и од другите универзитети. За нас е исклучително важно тоа што го работиме заедно и ние како наставници, меѓутоа и нашите студенти, јавно да го прикажеме. Ја често пати нагласувам тоа, јавноста, транспарентноста на нашата работа, нашето дело секогаш се гледа. Секогаш изложено и на пофалба и на критика, и ние низ тој процес сушност заедно со студентите на некој начин ги вежбаме тие вештини да ги представиме нашите проекти, да ги одбраниме, да ги објасниме, меѓутоа исто така и да примиме критика, сугестии, совети, за да бидеме подобри. Така. Убаво ја отворивте таа тема. Објаснете ми повеќе за тие архитектонски студија, значи тоа се групи на студенти или како функционира тоа? Да, тоа се студентски. Тоа е еден модел кој што го има во многу школи низ светот и кој во суштина треба да стимулира работа во архитектонско студио, во професионално архитектонско студио. Од тука и бројката на студенти би требало да биде помала, односно тоа се групи од по 10 студенти кои што работат со своите професори и своите асистенти на одредени теми, значи одреден вид на задача која што најчесто е објект или е некаков дел од град или дел од просторот кој што треба да се реши урбанистички, архитектонски и секако. И каде што заедно сега во синергија со знаењата и вештините кои што ги стекнуваат по предметите кои што ги слушаат во истиот период, односно во истиот семестар, студентите се обидуваат да направат интеграција на тие знаења. И тоа е нешто многу важно. Ние тоа го препознавме пред воведувањето на кредит трансфер систем како еден од големите проблеми кои што мислам дека денеска се уште постојат кај голем дел од факултети, особено во техничката сфера, затоа што не е само трансферот на знаење да го направите, туку начинот на кој што тие знаења ќе ги интегрирате и ќе ги ставите во функција на создавање на нешто ново, на иновацијата. Од тука кај нас заедно со таа мултидисциплинарност која што имаме, која што ни е инхерентна и дел од студиските програми, се обидуваме да ги најдеме најдобрите решенија. Така да архитектонските студија всушност функционираат како мали архитектонски проектантски бироа, во кои што вие всушност и на некој начин колегите, студенти, заедно со професорите ја симулираат таа работа во проектантското биро и се подготвуваат за таа работа во тим. Архитектите работат секогаш во тим и од тука јас мислам дека не би се согласил со големиот дел од колеги дека има несогласување, може би има неразбирање или недоразбирање на професиите. Ние апсолутно со никого немаме ниту, како да кажам, ниту пледираме одредени исти области на делување, ниту пак имаме проблем во комуникацијата. Напротив, архитектите секој пат се заинтересирани за соработка. Ние сме гладни за знаење и да научиме нешто ново. Значи, тоа трае во текот на целото студирање, таа организација на... Тоа трае секој семестар, има архитектонски студија кои што имаат одреден степен на комплексност. Во прва година, односно во првиот семестар, например, нашите студенти имаат за задача да го опишат просторот во кој што живеат. Најчесто е тоа нивната соба, работна соба или станот, куќата во кој што живеат, за да започнат всушност таа перцепција за која што говорев на почетокот, да ја градат и да стануваат свесни за себе и за себе во просторот и просторот околу нив. Со тоа што они прво ја опишуваат на различни начини, ја цртаат, прават еден мал есеј, фотографираат и потоа прават комбинација од сите тие инструменти, да кажам, алатки кои што ги има, за да преминат во следниот чекор. Во следниот чекор каде што се обидуваат, сега низ
методите кои што ние ги имаме, значи најпрви научат за просторот, односно разликата помеѓу полно и празно, најпрвин како абстрактна категорија дводимензионална, колаж, за потоа да прават модели, кои што веќе стануваат тродимензионални, за на крајот прва година всушност да воведат и корисници, односно луѓето да ги воведат во просторот, кој што тие го создале и кој што ќе добие сега и некаква функција, некаква намена. И тоа како што кажа, просторот кој што го создаваме, всушност материјалот го користиме за да ги создадеме тие просторни искуства, кои што не се само визуелни, туку напротив се исто така и тактилни. Материјалот од по кој што газиме, кој што го допираме, кој што го чувствуваме, кој што го мирисаме, се разбира, кој што го гледаме, просторот во кој што се движиме ги создава сите тие искуства. Да, и сега како идеме во втора година, на почеток на втора година, третиот семестар, за прв пат се воведува контекст. Значи, ако претходно бевме фокусирани на просторот внатре и корисниците во прва година, во втора година се воведува контекст. И најпрвен тоа е природниот контекст. Значи, студентите работат мала градба во природен контекст. И тука сме работеле со колегите во најразлични контексти, од парковите во Скопје, на водно, низа рурални делови од Македонија и така натаму, каде што како да се вклопи некоја креација, некој дизајн во однос на се обидуваме, почнуваме да го разбираат, да ги учиме колегите студенти да го разбираат контекстот и просторот во кој што делуваат, затоа што тој е материјален, меѓутоа тој исто така и културолошки, тој исто така и природен, исто така ги има сите и физички, меѓутоа и социјален, символички и така натаму. И затоа почнуваме со природниот контекст во кој што како природен. Како првичен за да може да влезат со помалку ограничувања, за веќе во четвртиот семестар да работат објект во урбан контекст. И често пати работиме, колегите од втора година работат со студентите, например во Старата чаршија. Старата Скопска чаршија е извареден пример за урбан контекст, за урбан простор во кој што и мерката на некој начин е соодветна за студентите, а ги има сите квалитети на урбаното живење. Ги имате улиците, ги имате објектите, ги имате фасадите на блоковите, го имате тој живот, имате диверзитет, имате социјален контекст, имате културен контекст, имате мултиетнички, верски, и сега да не говорам, имате зеленилото во урбаното зеленило, таму кај што традиционално е поврзано и со водата. Понатака ги имате звучните пейсажи, имате урбаните пейсажи, ги имате вистите, ја имате историјата конечно, имате наследството кое што е таму, наследството кое што е нели од средниот век особено, меѓутоа и со други слоеви во позадина, и сето тоа постепено ја внесуваме како нели нови би рекол комплексности на разбирањето на контекстот, во кој што сега студентите треба да изработат своји дела, односно своји проекти. Многу интересно, никогаш не сум размислувал вака. Колку ти си која година? Четврта. Значи ти си веќе на постдипломски, при крај, што се вика, да. Колку тебе ти се промени, деканот кажа дека нели со запишувањето и со изучувањето ќе почне да се менува перцепцијата за светот околу нас, што тебе ти беше најголема промена од како почна да ги совладуваш? Па искрено имав огромна промена после во втора година, дека прва година се запознававме со ствари како да се разгледува просторот, а потоа ние на пример гледаме многу поразлично од луѓето што би можело секојдневно да се шетаат, во смисла на ние градбите ги гледаме ко начин на како се изразуваат луѓе, општо простори, заприметуваме некои мали ситни детали кои што мислам дека некој што не студира архитектура не би ги заприметил. Така да би имали повеќе разбирање и сваќање за просторот. Тоа може да го кажам што ни менува и начинот на општото размислување на студентот. Така да тој аспект многу ни промени за размислување, но во добар начин. Кај што гледаме поразлично на светот, но на подобар начин. Кои се на пример некои скриени
некои скриени способности, некој ќе заврши архитектонски и доколку добие овластување, да речеме, може да биде овластен архитект, но кои се тие некои скриени придобивки со изучувањето на архитектонски? Ме разбираш, освен она очигледната, според тебе вака? Според мене има повеќе. Една е тоа што сме многу прецизни. Сакаме, ја бараме таа прецизност во многу големи области, деталноста, припазуваме на многу детали. Друга работа е што и мене и многу студенти ни даде можност организацијски да бидеме подобри. Таа дисциплина и да работиме со време, поради тоа што мислам дека тоа е главна карактеристика што и како да кажам, скил што може да ни помогне во иднина. Способност, Способност за организирање на време, пазење на детали, така да тие се некои од главните работи вака што може, и комуникација и работење со тим. Тие се две работи што исто така многу често ние 5-годишни студии, нели, ќе работиме на тоа. Работиме на комуникација со луѓе, работиме со соработка, не само од наш факултет, туку и со многу различни други области, како што е градежништвото, како е за мебел, за дизајн, внатрешен дизајн и слично. Така. Тоа сме го споменувале многу пати тука со вашите колеги, тоа е колку е важно кога индустријата во една држава е силно развиена и кога таа индустрија соработува со високото образование, нормално со факултетите, со идните кадри кои треба да работат и да ја развиваат понатаму таа индустрија. Архитектурата би се согласиле дека е на завидно ниво, да кажеме, во нашата држава. Каква е соработката со сега професионални архитектонски студија во однос на пракса, во однос на чисто соработка, нели, како би рекол, приправничка работа и слично? Да, значи ние во нашата студиска програма имаме вклучено и дел пракса, кое што се реализира токму и во еднаш во работа, преку работа, односно учество во работата на проектантските бироа професионални, а втор пат на градилиште, што до некаде и предизвик. Зашто? Затоа што иако има квалитативни подобрувања во последниот период, градежништвото е исклучително екстензивна и конзервативна индустрија. Значи, во градежништвото се уште, за жал, не се влезени новите алатки, кои што во низа други индустрии, кои што се многу пропулзивни, се веќе секојдневие и стандард. И соработката се разбира е со проектантските бюроа, меѓутоа и со компаниите и организациите од градежништвото. Меѓутоа, тоа што е интересно е дека ние се повеќе, и на некој начин тоа одразува и позицијата на архитектите да бидат лидери во процесите кои што го менуваат светот, се повеќе имаме соработка со IT индустријата. Зошто? Затоа што сметаме дека дигиталните алатки се кои што ние секако ги користиме во нашата и во образованието и во професијата, се повеќе ќе доминираат и не само што ќе доминираат, туку и ќе менуваат професијата. Имаме соработка со компании од Македонија, од IT секторот, од Скопје конкретно, една компанија со која што склучивме договор, ИНС се вика компанијата, склучивме договор за соработка за изработка фактички на дигитален близнак на градот Скопје. Односно, во овој момент дигитален атлас на Скопје со цел да во даден момент тоа премине и во Digital Twin. Инаку се работи за една платформа која што овозможува GIS платформа, која што овозможува интеграција и на BIM модели, односно BIM технологијата и со прецизност и ниво на деталност на BIM технологијата, а која што покрај тоа што ќе ги внесе овие податоци и објекти во дигиталниот свет, исто така ќе интегрира и метадата, што на некој начин ќе стане главниот ресурс понатака, не само за чување на тие знаења, податоци, информации, архивски материјали, туку и нивно активно користење од страна, се разбира, на студентите, од страна на професорите, истражувачите од секаде,
А уште повеќе од професионалците кои што верувам дека во иднина, откако и ќе го промовираме наскоро, ќе биде препознаено како еден процес за кој што доста слушаме во последно време за дигитализација на општеството, дигитализација на институциите, меѓутоа ова е пример како тоа може да се направи, дека ќе имаме поддршка повеќе и од државата и од различни други организации, пред се финансиска поддршка да тоа понатака го развиваме. Така. Значи, не само што е архитектурата само по себе мултидисциплинарна, туку се поврзува и со многу други области, да кажам. Поврзувањето со информатичката индустрија е некако природно, тоа кај сите е некако, би рекол, тенденција и тоа е добро, секако. Во ред, дали има некој посебен приемен испит, можеби за влез на факултетот? Да. Архитектонскиот факултет го задржа приемниот испит, така да кажам, и со воведувањето на кредит трансфер системот и промените кои што се случи и реформите во високото образование од една единствена причина. А тоа е дека ние се уште сме заинтересирани да ги избереме најдобрите кои што ќе дојдат кај нас да студираат и истовремено да им помогнеме на сите кандидати да го препознаат својот талент и можноста за работење во тродимензионалниот простор. Од тука, Архитектонскиот факултет организира секоја година и приемен испит, кој што се одржува нели кога се и уписите во прва година, а за кој што организираме и подготвителна настава, на која што им овозможуваме на потенцијалните кандидати, односно идните студенти, да ја надмина таа блокада, да кажам, од првото среќавање со факултетот низ приемен испит, каде што правиме, тоа е обука од некои недела дена, правиме симулација на приемниот испит на првиот ден, потоа имаат 5-дневна, 6-дневна обука и потоа имаме повторна симулација на приемниот испит, каде што и самите кандидати кои што биле на таа подготвителна настава можат да видат дали напредувале, како напредувале, кои се аспектите на испитот кои што повеќе им ги разбират, кои им се попроблематични, за да може да се подготват и со знаење, меѓутоа и психолошки на некој начин. И морам да кажам дека со исклучително задоволство дека се уште постои огромен интерес за студирање архитектура. За жал, тенденцијата на другите технички науки и другите технички факултети обратна ово со одредени исклучоци. Меѓутоа, например, минатата година за 90 распишани места за запишување во прва година имавме 168 кандидати. Така да, и сакам да кажам, конкуренцијата е висока и голема, но исто така, на некој начин, и тоа им го кажувам на студентите на првиот час, и тоа е едно постигнување, знаете, кога веќе сте успеале да го поминете приемниот испит и веќе сте нешто повеќе од другите. Со тоа е нивниот прв академски успех всушност и мислам дека тоа треба да ги охрабри да потоа влезат во сите овие интересни и невообичаени истражувања и сознанија кои што ги чека во наредните 5 години. Да. Ова не сум го сватил досега, ама сега кога го зборувавте, го разбрав дека доколку, да речеме, би се задржале хипотетички приемните испити на сите факултети науки, со самото тоа што ти си го поминал приемниот испит и си влегол автоматски, тоа место тебе ти значи многу повеќе. Самото тоа што си ти студент на одреден факултет е за тебе некаков, да речеме, статусно. Се согласувам. Процесот на пристапување и на некој начин сте се избориле за своето место. Сте се подготвиле, сте се надпреварувале и сте победиле. И спремни сме да учиме, Мислам дека е тоа вака една важен момент во почеток, особено во почетокот на студиите. Апсолутно. Ја би споменала тука за приемниот баш денеска, дека имавме отворен ден, многу идни студенти баш беа загрижени, највеќе прашања поставува за приемниот. Ја не би ги обесхрабрила, ја баш би им дала храброст да не биде тоа, да не ги отргне од факултетот, баш тоа да им биде мислење зашто да не отидат. Тоа е еден начин на алатка
Тоа е исто како музичарот да има осет за слух, не знам, глумецот да може да се стави во туѓо тело, така да ова е еден вид на алатка каде што може да ги тестира на учениците таа способност да се снаоѓаат во просторот и да дизајнираат во просторот. Така да заедно со присуство на тие предавања, значи може тоа да се научи, може секој кој сака да го научи тоа. Многу се лесни прашања со конкретни одговори, така да на секој студент им кажувам да не се грижат од тој аспект, тоа е само еден чекор кој што ќе му возможи да студираат тоа што сакаат. Па дури и да не го поминат, јас би рекол и тоа е во нивна полза. Бидејќи зошто би биле на факултет за кои немаат, да речеме, некоја природна наклоност. Апсолутно. И сме имале такви случаи, значи кандидати средношколци кои што биле на подготвителната настава и им помогнала да сватат дека не се тоа, не е тоа за нив. Одлично. И потоа се они одлични доктори, може би нели некои други професии, правници и адвокати, може би и на другите технички факултети, но важно е да сте свесен и за, како да кажам, и за своите предности и за своите недостатоци, за да можете нели да ги развивате своите предности и да работите на своите недостатоци. Да знаете што да не правите. Па на некој начин ја ги охрабрувам, исто колешката тоа одлично го кажа, ја ги охрабрувам сите кои што се заинтересирани. Еве во јуни прво да дојдат на изложбата на архитектонски студија да видат што се работи. Ние имаме изложби кои што се и со графички материјал, постери, визуализации, 3D визуализации, но исто така и макети. Имаме модели кои што се работат. Ако сите ги знаеме колегите у Паблик Рум, па и тука што доаѓаат со папките, И од тука лесно и директно може да се запознаат и со колегите студенти, па и со професорите. Бидејќи знаете, на нашиот факултет ние негуваме традицијата токму поради комплексноста на професијата, а која што не е до крај екзактна. Знаете, архитектурата, за жал или за среќа, не е наука, во која што ви имате аксиоми и дефиниции кои што можете ги научите, него секој пат на ново почнуваме потрагата по вистинското решение. И тоа што е најубаво дека тоа решение секој пат може да биде различно, а сепак да биде добро и најдобро. И всушност затоа ние негуваме традицијата на нашиот факултет да студентите и асистентите и професорите се сите колеги, едни се малку поискусни, едни се малку помалку искусни, со тоа што еднакво се вреднува мислењето на студентите, затоа имаме и студентски конкурси, како што беше за уредување токму на просторот, внатрешното уредување на просторот во кој што сега се наоѓаме, во кој што студентите апсолутно можат да креираат решенија и проекти и објекти кои што можат да носат собствен квалитет. Индивидуалноста, авторството е исклучително важен аспект на архитектонската професија. Така. А според тебе кој би бил за на архитектонски? Вака, воопштено да речеме. Би можела ли да... Па сметам дека секој што има доволно желба може да стане архитект, нели секако потребно да се има одреден способности еден студент. Сметам дека тоа може да биде комбинација од тоа уметност и наука. Тоа е една главна карактеристика за архитектите, што не сме ни уметници, не сме пак ни инженери, воглавно сме спој од тие двете и тоа е убавото, според мене. Така да секој што има потенцијал за цртање, има потенцијал да научи повеќе, може да стане архитект. Јас би додал тука секој кој што е заинтригиран и кој што е инспириран од архитектурата, затоа што во моето лично искуство како професор сега сме имале секакви ситуации. Значи колеги кои што не успевале да се запишат од прва, дел од нив се и ден денеска професори на архитектонскиот факултет. Значи таа посветеност и таа дисциплинираност за која што колешката говореше пред малку, апсолутно ве обликуваат во тоа што ќе бидете. Значи не постои предетерминираност, не постои праволиниска формула која што ќе ви гарантира било што. И мислам дека тоа е важно како модел да го разбереме, не само за професиите, не само за архитектурата, туку и како модел на однесување во општеството.
Ние секој ден мора да се бориме за нашите права, за нашите слободи, за нашата креативност и за тоа што сме ние. Ние секој ден на ново всушност го градиме тоа што го имаме. И мислам дека тука е особено важно, и тоа исто така го разговараме, го споделуваме со студентите, го промислуваме и го негуваме како пристап, дека, знаете, фактот дека ништо не е однапред дефинирано, всушност го гледаме на продуктивен и креативен начин, дека може секој пат да создадете нови вредности. Се разбира, тие нови вредности се создаваат преку разбирање на минатото, на традицијата, на културата, контекстот, континуитетот, луѓето, сегашноста, иднината, предизвиците. И токму поради тоа ние можеме и се ги охрабруваме и се надевам се одважуваат и нашите студенти, па и младите архитекти да понудат и поинакви гледања на светот и на просторот во кој што живееме. Што знаете како, ја исто тоа го спомнувам на тие отварања на изложбите на ИАС. Архитектите се осудени да бидат оптимисти, затоа што создавате визија за иднината. Мора да верувате во иднината, мора да верувате дека е подобро. За да почнете да работите. Мора да сте предадени. Тоа е вашата професија, да создадете подобра иднина, да создадете подобри градови, подобри општества. Така да архитектите затоа се посакувани, би рекол, колеги и соработници. Одлично го објаснивте тоа. А зошто мислите дека што ја разликува архитектурата, да речеме, од техничките факултети, па има толкава разлика, бидејќи сите технички факултети што беа тука, сите посведочија дека има се помал и помал број на студенти на техничките факултети, без исклучок. Да, веројатно тука повеќе фактори се. Меѓутоа тоа што јас би го одбележал е дека ние сме апсолутно, дури со таа една единствена студиска програма за која што сега имаме во процес на акредитација, исто така 3+2 да акредитираме, за да имаме можност за поголема мобилност на студентите. И во однос и на влезна во професијата, меѓутоа и во однос на запишување на други факултети, други универзитети во земјата, во странство. Но мислам дека главната разлика која што е направена е всушност во посветеноста на наставниците, соработниците и студентите на архитектонскиот факултет кон професијата која што изучуваат и која што ја работат. Бидејќи навистина се бара една исклучителна посветеност, да вие 5 години студирате со исполнети со радост и со апсолутна предаденост, која што откако ќе завршите, значи ќе магистрирате, вие тогаш тек почнувате. Да. Има често пати кажуваат млада архитект е архитект на 40 години. Значи за разлика. Меѓутоа, знаете, тоа е токму заради потребата да вие имате одредено животно искуство, за да можете да работите со други луѓе. Сега, тоа има своји недостатоци, но има и своји предности. Верувам дека и останатите технички факултети имаат исклучителни квалитети и вредности. Тие се несомнено, како да кажам, фундаментални за развојот на нашето општество. Сите тие дисциплини, сите тие области. Знаете, немате развој на едно општество без да имате одреден процент на образовани инженери во него. Тоа е двигателот на едно општество, тоа е двигателот и на економијата, меѓутоа исто така е двигателот и на културата, на разбирањето на процесите кои што се случуваат, конечно на иновациите, и без поголема, јас би рекол, посветеност и на државата, за универзитетот и факултетите можам да ви гарантирам, се плашам дека ќе дојдеме во ситуација каде што се помал број средношколци ќе се одважуваат да студираат на техничките факултети, а со тоа ќе се намали и капацитетот на нашата земја, на нашето општество да создава нови вредности. Кој онака е мал. И ние всушност на некој начин
процесите кои што се случува во минатото, каде што се отвараа многу нови факултети, нови универзитети. Ние имаме неверојатна бројка од, мислам, 32 универзитети, што за земја со оваа големина и како популација и како територија Малку е. е абсурдно. Абсурдно. Во Македонија постојат 8 или 9 архитектонски факултети, верували или не, од кои што 4 или 5 се државни на државните универзитети, и со сета почет кон сите, сметам дека ние прво немаме потреба толку архитекти да се образуваат, и второ дека ние немаме кадар ниту за тие факултети наставени научен, ниту пак имаме ресурси. Така да мојата на некој начин замисла за како да се реши тој проблем е дека ние навистина мораме да се фокусираме на најдоброто кај нас, тоа што е најдобро во државата, тоа што најдобрите колеги, најдобрите научници, најдобрите инженери, и да ги најдобрите истражувачи, иноватори, и да ги поддржиме. Да ги поддржиме институционално, да ги поддржиме систематски, да ги поддржиме финансиски, административно, организационо, па дури символично, за да можеме ние да всушност се представиме и во регионот, бидејќи особено Универзитетот Свети Кирил и Методи, покрај тоа што е најстариот и најголемиот во Република Северна Македонија, јас го гледам пред се како еден од поважните универзитети во регионот, и тој мора да си го најде своето место. Тоа можеме да го направиме само преку унапредување на процесите на високото образование и поддршка на тоа што е најдобро. Апсолутно, да. И мислам дека би било неискрено и смешно да кажеме дека најдоброто не е Универзитетот Свети Кирил и Методи. Така. Да. Размислуваш ли ти за сите овие нешта сега што ги споменувавме, кога се запишуваше пред 4 години, кога аплицираше прв пат, или интуитивно беше? Не, јас искрено не очекував архитектурата да има толку опфат колку што сега знам. Јас искрено тогаш сметав дека ќе биде тоа градење, правење објекти, дизајн. Интересно. Ќе биде тој аспект, некој интериер, нешто такво, но со студирањето и сега искуството што ми кажува, архитектурата опфаќа многу голем опсек на размислувања и теми и идеи што може да се реализираат, така да тоа е голема предност за архитектурата, од дизајн на стол до дизајн на град, до внатрешен или дизајн и многу други аспекти што си ја носи архитектурата. Така. Дали мислите дека не кажавме нешто, дека не опфативме за архитектонскиот факултет? Па, ние секој пат можеме долго да говориме за тоа. Архитектите веројатно и се препознаваат по тоа. Тоа што јас уште сакам да го кажам е дека ние од прва година веднаш започнуваме со еден процес кој што е обратен од, да кажам, состојбата во средните училишта. Ако во средношколците во средните училишта, во гимназиите функционираат и го препознаваат својот идентитет како дел од група, ние инсистираме постепено, но сигурно да создадеме индивидуалци кои што ќе се одвојат од групата, кои што ќе станат свесни за своите квалитети и за своите недостатоци, но ќе станат индивидуалци кои што се автори. Автори кои што ќе бидат сигурни во своите технички знаења, во своите општествени знаења, во своето животно искуство и во праксата, за да создаваат и за другите луѓе. Затоа архитектурата се сака. Така. Имате нешто можеби да им порачате на оние кои сега размислуваат да му пристапат можеби на приемниот испит во август? Крај на август, почеток на септември. Август, почеток на септември, или да дојдат на изложбата во јуни? Да, значи ги поканувам сите кои што ми размислуваат и не размислуваат, без разлика. Значи нема никакви обврски, мислам дека е исклучително и забавен и интересен настан, ќе научите секако нешто ново, ќе видите, а уште повеќе што може да се информираат за можностите на архитектонски факултет. Ги охрабрувам сите кои што размислуваат да дојдат. Приемниот испит, како што кажав,
не е пречка, не е ставен како пречка, приемниот испит е можноста да се одмерите и со другите и затоа се подготвуваме заедно. А тоа што можам исто така да ги увераме дека доколку ја сакаат или размислуваат за архитектурата, дека секако тоа ќе продолжи и дека и во иднина само може да го развиваат и да уживаат во тоа. Така. Јас би ги охрабрила исто да дојдат на изложбите. За студентите представува тоа голема гордост да дојдат други да учествуваат, значи да комуницираме заедно со нив и поготово многу е убаво кога покрај тој труд и работа може да видиме финалниот, односно макета, изложба, таа темата што ние сме разработиле, така да е многу убаво, ако сакаат нели нормално да дојдат, што им би дала совете, би ги охрабрила, бидејќи може да се пронајдат во многу сфери во архитектурата, не е архитектурата само црно-бело, нели фасади или што и да е. Може да се дружат, значи да имаат контакт со најдобри професори, да учат од голема рака од нив, од нивното искуство, исто така да имаат различни дебати со студентите дека тоа е архитектурата. Идеме на факултет, учиме на тој некласичен начин каде што се комуницираме со професорите, со асистентите, воглавно и заедно како студенти работиме. А тоа мисламе дека е многу ретко да се најде во некој факултет. И тоа се негува со генерациите низ годините. Може мал проблем имавме нели во короната, ама мислам дека сите факултети имавме. А сега тоа пробуваме нели повторно да се враќа. Така да според мене приемниот еве исто не треба да ги обесхрабрува, нека пробаат да видат до каде се и се понатаму само работа и љубов. Ништо повеќе не. Да, јас би рекол дека мултидисциплинарноста која што е инхерентна на архитектонската професија е вештина на иднината. Во иднина специјалностите може да бидат и веројатно ќе постојат во голем дел, меѓутоа исто така може да бидат и заменети со вештачка интелигенција, со технологија. Меѓутоа креацијата станува како предсе човечка способност, односно човечка вештина. И тоа архитектите на некој начин и за овој процес за кој што говореше колешката, бидејќи кај нас е многу важно да мислите, да ги соопштите своите мисли, да ги размените, да бидете, да слушнете колегите што мислат и како размислуваат и да создавате нови решенија. Тоа мислам дека допрва ќе биде препознаено и ценето во професиите на иднината. Така. Па добро, ви благодарам за гостувањето денес. Се надевам дека расветливме многу нејасни нешта. Се надевам дека ова ќе ви послужи нормално, иако веќе има и многу поголем број на студенти од квотите. Но во секој случај, како што реков, благодарам на гостувањето и се гледаме во некоја наредна прилика. Да, ја ви благодарам на поканата и ви честитам на идејата и подкастот кој што го организирате, навистина ужива во разговорот. Благодарам. Благодарам на вас за поканата. Тоа е тоа.